Добро утро и од мене, јас сум Александра Бубевска. А утре во Младинскиот културен центар ќе биде промовирана една интересна книга, едно интересно издание на 3, чишто авторка е Ана Јовковска, моја драга колешка, истражувачка, писателка, специјалист по односи со јавност, специјалист по разни други вештини. Многу титули, Сашка, вака са Многу титули са бајлечки. Но, еве, сега те повикав да поразговараме за оваа интересна книга, пета поред веќе, кој би рекол? Пета, да. Да, помина годините, помина времето. А ние не остаревме. Врви времето, книги излегуваат, ние не остаревме. Така е. Значи, интересна велам дека оваа книга затоа што е редок вид на издание кај нас барем. Се уште каде што се мешаат филозофски некои согледби, есеи, раскази, но и колумни, бидејќи ти си редовен колумнист во неколку медиуми, портали и така натаму, каде што се вложуваш себе си и во смисла на приватноста. Да, добро. Може некои лични приказни да препознаеме, може би, или да мислиме дека се лични, така се напишани. Да. Значи, еве на почетокот може во различни насоки овој разговор да го тераме. И некако така почнавме со многу подпрашања во едно прашање. Да. Но еве, на почетокот да те прашам, што беше мотивот, еве, пета книга да издадеш, бидејќи во некои од твоите претходни повеќе беше насочена кон интервјуа со познати личности, например, дури и странски звезди што ја посетувале Македонија, а сега се свртуваш кон себе си. Да, може би свртувајќи се кон себе си, сакам да се свртам надвор, кон светот, затоа што изминативе 2 години живеевме во чудно време, просто не затекна пандемијата, животот радикално ни се промени, не истумба на глава. И во време на кризи, во време на здравствена, хумана криза, сите бевме затворени во тие домови како блокови, всушност домот ни стана затвор, па некако има повеќе можност да се свртам кон натрешното, кон некаква интроспекција, ама човек ни себе си секогаш ги преиспитува, всушност низ личните преиспитувања, секогаш рефлектираме критички кон светот, кон заедницата, кон другиот. И мојата нова, пета книга, како што ја најавивте, Сашка, со наслов Емотивен талог, која што е издание на 3 и на чија што промоција ги канам вашите гледачи утре во Младинскиот културен центар, односно во МКЦ клуб ресторанот, од 19 часот во четврток, е всушност хибридна книга, баш како што рековте. Јас сум човек кој сака да ги крши формите и свесно и несвесно малку се обидував да скршам ригидната книжевна структура, па книгата е некаков сублимат од раскази, од некакви емотивни заплети кои што раскажуваат човечки судбини, човечки приказни. Самиот поднаслов на Емотивен талог е приказни од женската кујна, иако тоа се само навидум приказни од женската кујна, во суштина се приказни од и за животот. Ликови кои се вистински, но и фиктивни. Мислам дека намерно Емотивен талог се раскажува во прво лице, не секогаш се доживеани ситуации, иако кога човек ги чита, така изгледа. Тука не станува збор за некаква уметничка, односно книжевна манипулација на авторот, тоа е нешто што секогаш сакам да избегам. Туку станува збор за потребата да авторот овозможи на читателите некаква емоционална идентификација. Ние кога читаме, кога гледаме било какви медиумски содржини или било какви културни порции, имаме потреба да се идентификуваме со содржината, да ги препознаеме собствените болки, собствените проблеми. И затоа некако се обидов со Емотивен талог, со оваа моја најнова книга, да чепнам во најдлабокото и во најгустото човечко, преку собствените интимни пунктови, но ми се чини дека низ интимните пунктови всушност брцна во некои безвременски, хуманистички, да речеме, предизвици и проблеми на современото живење. Па од тука Емотивен талог зборува и за релацијата на сепството со другиот, за предизвиците на современото живење, диктатот на технологијата, спрегата меѓу љубовта и слободата, не знам, болката и неправдата, мајчинството, социоемоционалниот развој на децата, различни теми кои што се обликувани низ хибридни форми, станува збор за еден вид на интимна проза, би рекла, кои што преминуваат од расказ во есеи, од колумна во критика, така што има 2 начини како би можел да се чита книгата. Налик може би делува како некаква критичко-есеистичка книга, во суштина би рекла повеќе дека е некој
интимен културолошки дневник. Не знам. Кога велиш, јас знам, ти се обраќам Секако, затоа што Сачка. сме колешки. Ке мешам и јас веројатно малце, ти малку вие. Кога велиш тоа се тие теми кои што те преокупира и во ова невреме на пандемија, сепак и под насловот вели дека се тоа приказни од женската кујна. Значи сепак се со еден женски признак, нормално авторката, ако ќе речат сите дека тоа е нормално, но во едно друго време или во претходно во историјата тоа не било баш така нормално, дека женскоста на авторката, на авторот, всушност ја обликува и содржината. Па да, јас се согласувам дека има женско писмо и тоа е еден посебен сензибилитет кој што јас го имам, можеби. Но приказни од женска кујна, оваа пандемија всушност ја врати потребата ние да се запрашаме за просторот, односно за сопствената соба за која што зборуваше и Вирџинија Вулф. Да. Тогаш во минатото заради просто неможноста жените да излезат во јавната сфера, заради неможноста да ја креираат, да создаваат уметноста, иако би рекла дека и денес ако го анализираме канонот на книжевноста, на уметност и на науката, ќе видиме дека жените се таму невидливи или недостасуваат, или начинот на кој што се репрезентирани е исто така проблематичен. Така што пандемијата, затварајќи на сите дома со своите деца во тие бетонски блокови, кога не работеа ни градинки, ни училишта, кога сите ние почнавме да работиме од дома, повторно ги излеза, ги исплива, како да кажам, на површина предизвиците на родовата еднаквост, би рекла. Затоа и дел од книгата се бави со родовите прашања на еден интимен начин. Да. Што можат конкретно да очекуваат читателите во оваа книга? Сега го опиша она што твојот мотив, твојот начин како сакаш да ја организираш, како сакаш да ја организираш оваа книга, но за самите читатели што има таму за нив? Да, имаше една поговорка како беше еса под дома и на пазар не излегува, така што едно е што јас сум сакала и како сум ја замислувала мојата нова книга Емотивен талок, а друга е како таа ќе заживее низ окото, низ призмата на читателите и се надевам дека ќе ја доживеат како искрена книга. Тоа ми е важно. Сега ќе го искористам овде твоето присуство и разговорот за твојата книга да те прашам, бидејќи си колумнистка, како што реков, во неколку медиуми работеше како новинар, водител, уредник и така натаму. Тие колумни што ги читам и што претпоставувам се некои од нив поместени во книгата. Да, има дел, некои се сосема нови раскази, сосема нови форми, а некои се и дел од тие колумни. Да, тие колумни. Носате на храброст, без разлика дали се преживеани лично или се можеби некое искуство од некоја пријателка, од познаничка, од другарка. Некој се комбинација на заживеано искуство со малку фикција. Да. Меѓутоа гледам дека во нашите медиуми тоа не е само заклучок, се разбира. Кога се пишува за женските теми, има еден дел кој што е многу површен. За жал, да. И тоа за тешки теми, како што е родово базираното насилство, фемицидите, значи тешки теми се тоа, се пишува на еден површен начин, од една страна, од друга страна, тука се невладините кои што колку што можат, нели, апелираат или придонесуваат за тоа како треба да зборуваме директно, не во свилени ракавици. Јас се уште сметам дека медиумската фела или најголем дел од новинарите не се родово сензитивни и дека потребни се сериозни обуки во рамки на оваа проблематика. Јас честопати сум работела на таква едукација, родова еднаквост, медиумска писменост и така натаму. Така што сосема сте во право кога забележувате дека многу пати низ медиумите кога и родовото насилство во прашање, многу пати се случува и секундарна виктимизација на жртвите. Од друга страна се игра и на картата на патетиката понекогаш, што е некаква друга крајност, така што мислам дека ни недостасува еден малку посериозен пристап во однос на темата. Мојата забелешка беше во однос на ова, вие што го пишувате, ти што го пишуваш како колумна, каде што имаш храброст да кажеш да, јас тоа го доживеав или да, некој жив човек вистински во реалноста тоа го преживел, го доживел и сега вие влечете поука, влечете...
Јас мислам дека Порака. јас мислам дека човек ни сопствените искуства може најлесно да се доближи и да ги охрабри другите да прозборуваат гласно. Многу движења во светот добија на својот публицитет и направија некакво реално зајакнување на жените затоа што ги отворија сопствените души. Како беше она феминистичката парола на четвртиот брат на феминизмот, личното е политичко. Да. Значи, ние треба да сме да не се плашиме да бидеме ранливи, да не се плашиме да бидеме отворени. Мислам, темите кога се поставуваат во медиумите, во културата, тие секогаш својот извор го црпат од своето најдлабоко. Затоа и книгата моја го носи насловот Емотивен талок. Да човек се обиде да прочепка во најдлабоките сопствени скриени ќошиња. И оттаму го вадиме. Оттаму ги вадиме сите овие проблеми со менталното здравје. Ние 2 години со пандемијата бевме фокусирани на физичкото здравје, но последиците кои се случуваа од оваа криза во рамки на менталното здравје се исто така многу сериозни. Сега, ти од неодамна си дел од Институтот за македонска литература, таму работиш, што велиме ние сега. Како тоа ќе влијае таа научна средина сега на тоа што ќе го пишуваш во иднина, на тоа што го пишуваш веќе? Немам конкретен одговор, иако размислував дека може да се одвива во 2 правци. Од една страна може би да биде само продуктивно и на некој начин да ми ги прошири хоризонтите. Јас последниве неколку месеци сум вработена во Институтот за македонска литература, која е под рамки на УКИМ, така што да се биде дел од една академска заедница е навистина голема привилегија, но бара и сериозно вложување и сериозен труд. Паралелно со моите докторски студии на културолошките студии, се обидувам да влезам како да кажам, во рамки на таа научна истражувачка работа која што ми е сега примерна. Меѓутоа, креативното пишување или писателските, како да кажам, буричкања се сосема друга работа. Би можеле да бидат комплементарни од една страна, а би можело едното да го сгручи изворот на другото. Тоа никогаш не се знае, затоа што академскиот пристап во пишувањето на научни трудови, а мојата работа сега тоа го бара од мене во следниот период, е нешто сосема поразлично од слободната форма, да речеме, на колумна ТВ. Како што рековте, луѓето најмногу во последниве години ме идентификуваат како колумнистка, иако колумни пишувам последниве 7 години, а со телевизиското новинарство, да речеме, се бавев 20 години. Ама како се вели, кога човек ќе се разочара од медиумите и кога после 20 години кариера во еден правец, конкретно во телевизија, во новинарство, ќе се обидеш да се преобмислиш себе си, тогаш можеш само да си посакаш дека треба да бидеш отворена, да учиш и да бидеш храбра за да се пробаш и во некакви други правци. Научно-истражувачката работа е поле кое што мислам дека ќе ми отвори и ќе ми продлабочи некои нови сфери, иако не ми е прв пат ваков предизвик. Јас морам да бидам искрена, првата понуда да работам како асистент, односно како демонстратор на УКИМ во рамки на факултетот, беше кога дипломирав како најдобар студент на генерација и тогаш професорот Веле Смилевски ми понуди таков ангажман. Во исто време животот е интересна коцка, дојде понудата од телевизија како уредник. И во таа возраст медиумите ми беа толку привлечни, позицијата на уредник ми се виде толку голема и толку, како да кажам, една одговорна работа, што се одлучив за ова второто. Од денешна призма, не сега, мислам дека ми беше навистина како да кажам, интересна таа новинарска авантура, но она што ми е важно кога дојде повторно понудата за науката, би рекла можеби со запишувањето на докторските студии како повторно да ми влезе чивијата за работа со наука во рамки под рамки на Институтот за литература, тогаш само си ветив сама на себе дека нема да го смрзнам новинарството, затоа што е сепак тоа моја прва љубов и дека ќе си дозволам малку слободно време да се уште се задржам и во рамки на тие жанри, интервјуто кое што ми е голема љубов и колумната во мали дози би рекла. Добро. Колку што дозволува новата работа. Да. Добро, јас тука не ги спомнав рецензентите на книгата кои што навистина некако ми се чини дека ја точно ја почувствувала и темата и пораката што сакаш да ја испратиш, бидејќи вика, еве ќе прочитам мал дел, вика: тоа се прозни записи со длабока интроспекција и потрага по примарните хуманистички вредности,
како што се среќата, љубовта, слободата, здравието, физичко и ментално, моралот, солидарноста, природата, културата. Ова ми се чини од рецензијата на професорката Сонја Стоеменска. Така. Елзасер, да. Елзасер и професор Ана Мартиновска ќе бидат и промоторки на утрешната промоција на емотивен талог во МКЦ клуб Ресторана, значи утре четврток од 19 часот. Ќе ја делиме сцената, 3 женски гласови ќе се обидат да пратат некаква порака со оваа книга. Поговорот го пишуваше Гоце Смилевски и многу интересно е што на сите тројца кога им го дадов ракописот да го прочитаат, без никаква комуникација меѓу себе, бидејќи сите сме сега колеги на Институтот за македонска литература, сите тројца точно го ја добра сршта на книгата, на прво читање. Се искусни се пак. Се разбира, не се ни сомневам, да. Автори Да, голема чест ми е што сите тројца прифатија да ја поделат радоста во оваа книжевна авантура со мене и на Гоце му реков, сакам да ми кажеш, да добијам искрен фидбек, да ми кажеш најотворено како го читаш овој мој ракопис. Нема никој да ми направи услуга ако би кажете дека материјалот е одличен, сакам да знам, затоа што човек кога се изложува себе си на критика може да работи понатаму на себе. И во рамки на обуките кои што ги работам или поинтензивно ги работев изминативе години, кои што се главно обуки за личен и професионален развој, кои што влегува и доменот на комуникацијските вештини, медиумската култура, управување со стрес и така натаму, секогаш велам, треба да сме отворени за да учиме и за да се подобруваме. Во спротивно само влегуваме во некоја своја аура на претенциозност, на ароганција, на самобендисаност и тука ми се чини дека човек почнува да стагнира. Голем поттик ми беше секој охрабрување од професорката Ана Мартиновска, која меѓу другото е и менторка на моите докторски студии. Секогаш кога ќе се почувствував несигурна, добивав еден силен пуш од неа. Не знам како да ви објаснам, една силна енергија која што ми овозможуваше да се кренам кога ми беше потребно. Да, ретка енергија има Ана Мартиновска, професорката, навистина да охрабри и да потурне она што мисли дека вреди. Сосема за на крај, какви предизвици во сферава на книжевноста, на писателството те очекуваат? Сега би сакала прво да се посветам на емотивен талог, бидејќи 2 години се надевам дека незалудно ги потрошив пишувајќи го материјал и ќе ми биде драго ако успеам искрено да допрам и на некој начин ги пробуричкам и емоционалните, и интелектуалните, и моралните капацитети на читателите со кои што емотивен талог ќе дојде во контакт. За понатаму во план е повторно детска книга. Јас дебитирав на некој начин минатата година во светот на детската книжевност со мојата книгаичка за деца до небото и назад, мојата прва илустрирана книга, и бидејќи таа се покажа дека добро комуницира со немладата публика, со дечињата, имам повторна понуда за една таква приказна. Се надевам дека ќе успеам тоа да го стокмам и да го завршам следната есен, следната зима, па тоа би можела да биде некаква проекција за следната година и уште една книга е повидок за 2023, но станува тука веќе збор за стручна книга, односно обработена верзија на мојот магистарски труд, кој е во рамки на некакви критички промислувања на репрезентацијата на жената во популарната култура. Да, тоа ќе биде интересно. Тоа ќе биде интересно, меѓутоа треба малку да се преработи, значи од крутоста на академскиот стил да книгата може да има поголема рецепција и кај пошироката публика. Така. Ана, ти благодарам многу што одвои минути ова утро да бидеш гостинка на утрински брифинг. Ти посакувам среќа во промовирањето на книгата, таа во Скопје е утре, меѓутоа претпоставам и во другите градови ќе ја промовирате. Се надевам дека ќе прошетам и во рамки на сајмот на книга е закажано едно потпишување за оние кои што нема да успеат да дојдат утре во МКЦ на промоцијата до 19 часот. Само добро да се сетам, на 5 мај во 18 часот имаме средба во рамки на сајмот на книга, ќе потпишувам и таму примерот си од емотивен талог. Добро, благодарам многу. Се гледаме, се надевам утре, Сашка. Ти благодарам за поканата. Ова беше Ана Јовковска, гостинка во утрински брифинг.